300 милиони евра за магистрални патишта. Кога ќе биде патот кон Охрид? Колку провизија зема тимот на Груевски? Дали е возможно кинезите да ја подмитат и оваа власт? Гостин во студио, министерот за сообраќај Горан Сугаревски. Во ТВ Ринг со граѓаните. Вечерва, 21 часот. Добро вечер. Сите промисли за провокација, мислам дека нашиот автор на промото и на Форшпенот ги има искажано. Можам да додадам уште многу, меѓу другото, например, дали Македонија продолжува во колаборација со градежната мафија која во оваа сфера владее во Македонија повеќе од 2 децении. И се разбира, најважното што на почетокот ќе му овозможам на министерот Ѓорѓи Сугаревски да им објасни на јавноста подетално, без да ми објаснува што правила претходната власт, кога дефинитивно ќе стартуваат возобновените магистрални патишта, до кај стигнуваме со автопатиштата и имаме ли доволно пари на тој план. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Уште еднаш да ви кажам дека следува после тоа еден граѓански форум. Тоа е една нова форма на комуникација со вас. Ајде почињеме од почеток. Сега ја не верувам дека зимно време може да се гради, но кога дефинитивно кинезите ќе стартуваат со до изградбата на патниот правец Кичево-Охрид? Значи, на почеток сакам да потенцирам дека она што низ минатиот период од повеќе од една година го дискутиравме за наследените проблеми, сакам конечно да соопштам дека сите наследени проблеми кои што ги имавме од претходната власт со Синохидро се надминати, така да очекувањата се дека комплетно ќе биде интензивирана градбата на автопатот Кичево-Охрид оваа година. Знаете дека минатата година потпишавме анекс на договор врз база на кој што сите оние пропусти кои што изминатиот период јас ги дискутирав и премиерот и вице-премиерот и директорот на јавното претпријатие за државни патишта сега се комплетно расчистени, поврзани беа, знаете, со тунелот, со алтернативните патишта и со сите други проблеми. Сега тој аспект е завршен, така да согласно рокот, а тоа е јуни 2021 година, моите очекувања се дека тој автопат ќе биде завршен. Парите ќе стигнат ли кои се сега дополнителни 187 Одма сакам да кажам дека врз база на сите пропусти кои што се направени, овие дополнителни средства се со 36% помалку од оние цени кои што претходната власт ги исклучувала договорите. Со 36% се овие цени, значи поинакви од тие што бидејќи станува збор за пропусти од највисок тип. Тогаш, бранејќи го анексот во собрание, јас кажав, значи, тунелот ако чинел тогаш, со тие предвидувања, заради геотехничките испитувања, 43 милиони завршува со 125 милиони. Само по еден основ. Ќе ви кажам за една ставка. Например, ставката во делот на железата во тунелот. Сега цените со 30 милиони само во таа ставка ќе бидат пониски. Во една ставка. Дополнително, секаде, значи, по сите основи, 36%. Значи, направени се она што за жал. Јас и на почеток, кога станав министер, со сите, нормално, разговарајќи со надзорите, со сите луѓе кои што се упатени и експертската јавност, јасно беше дека во изминатиот период беа криени тие работи од страна на претходната власт. Ние влеговме во контекст со криени заради телефонскиот разговор Миле да не е многу 15-20 на 100 и на крајот ќе бидем груп. Оваа власт која зема обврска така речените украдени пари, да ги врати и да има бројченик, дефинитивно можете да влезете, сте влегле во трага на огромната диспропорција меѓу планираните инвестиции и ова што вие денеска го... Значи, тоа не е директно во Министерството за транспорт и врски, тоа е во јавното претпријатие за државни патишта. Комплетната документација која што е побарана од страна на специјалното јавно обвинителство комплетно е доставена таму, по сите основи. Меѓутоа морам да се навратам и на проблемот. Избрзан е тој проект, кога е почнат да се гради. Значи, недоволно по сите основи гледано, бидејќи влегувал во резервоарот на Кичево за вода. Например, еден проблем. Проценките кои што се правени во делот на тунелот. Тоа се геотехничките испитувања кои што се правени. Ако требало да биде прва,
ако потенцирале дека прва и втора категорија се излегува петта и шеста декаси. И тоа драстично ја крива цената во тој дел. Значи комплетно неспремно е влезено во делот на проектот. Ако било неспремно, тоа е резултат меѓу другото и на супервизиите на домашните институции. Да, тоа Тоа сакате да рече дека нашите супервизорски експерти биле неквалификувани или недоволно да речем условно научно фондирани или можеби клиентелистички расположени. Значи јас тука потенцирав неслучајно дека овие цени се со 36% пониски од тие кои што претходната власт ги исклучила договорите со Синохидро. Тоа е една од причините за зголемување на цената, бидејќи првичниот кредит кој што е од Ексим банка е 411 милиони. 411 милиони. И кога зборуваме од тој аспект, јас сакав да потенцирам дека пропустите кои што повеќе од една година ги зборувавме и ги решававме, се од голем размер и дополнително пак ќе кажам. Сета документација е комплетна. Значи комплетната документација е доставена до колку сега клучеви автопатот? Значи последната проценка е дека околу 590 милиони евра. Што значи е плюс додаток на додаток затоа што пропустите се од највисок тип. Само по една ставка ви го спомнав тунелот од 43 на 125 милиони. Кој одговара на пример доколку државниот ревизор ги најдеше овие мани и се покажува дека е тоа можеби свесно действие и тенденција за злоупотреба и на службено властување на државни пари и така натаму. Има елементи и тоа повторно ќе правиме очекување од СЕО. Не само очекување од СЕО, значи по извештаите на државните ревизори, знаете дека може сите тие извештаи одат во основните и во републичките јавни обвинителства. И врз база на она што го гледаат како извештај од државен ревизор, секој, тоа вклучително значи за моето работење сега, кога би се правила ревизија, за се она, ако некој смета дека има недостаток, непостапено по препораки, јас треба за злоупотреба на службената должност да одговарам во рамките на институциите за програми. Вие бевте еден од преговарачите со кинезите. Да. Во сферата на шпекулација, иако ние сме граѓани кои имаат помалку паланечки дух, дали е точно дека кинеските партнери побарале на еден софистициран начин претходната власт да не биде гонета за криминалите или за договорот со претходните решенија за автопат? Не, апсолутно не. Апсолутно не. Апсолутно не врз основа на ваши истражувања или демонтирање на овие гласни шпекулации? И по двата основи што ги кажавте, бидејќи на вистина на сите состаноци сум присуствувал. Значи преговорите одеа не во 4 очи, туку одеа со повеќе од 20 луѓе на сите состаноци, на кои што јасно се договаравме. Тоа беа, морам да потенцирам, многу мачни преговори изминатите година и кусур, се со цел да бидејќи бевме донесени во сериозен проблем дали да продолжи изградбата на автопатот и да одиме или евентуално да одиме на арбитража каде што државата би изгубила многу повеќе пари и на крајот, доколку би го изгубиле тој спор, државата ке треба да ги плати средствата и да ги врати на кинеската Ексим банка, од друга страна се разбира да останеме и без автопат. Не, тоа прв пат. Ние и за Окта и за некои други продажби ден денеска плаќаме пенали или али апсолутно демонтирам дека сите шпекулации кои што се дека нешто било побарано. Ако е од 4 очи, тоа значи дека се елиминира можност од телефонскиот контакт. Сугаре, колку е за нас? Не, апсолутно. Значи, во ниеден момент немаше ни потек ни од нивна страна, од ничија страна, околу тоа дека нешто се преговара за она што специјалното јавно обвинителство има покренато обвинение против бившите функционери, а тоа е делењето на провизии. Значи 2021 во јуни месец треба да биде анекс на договорот е склучен и во јуни 2021 треба да биде. Има реакција на одредени експерти добронамерни, велат дека одредени траси се речиси тампонирани, готови за асфалтирање. Велат дека е околу 30 на километри. Зошто тој правец не се асфалтира, не се пушта во употреба? Значи голем дел на тој патен правец, ако зборувате за Охрид Врбијани, да. Значи апсолутно. И гласно сега размислувам и јас, бидејќи тоа го разговарам и со јавното претпријатие за државни патишта и со вице-премиерот и со премиерот, да доколку ние успееме во наредниот период да ги оспособиме комплетно, зборувам, тие 30 километри, можеме порано во функција да ги пуштиме, да не се чека јуни 2021, сите 57 да бидат направени, бидејќи најголем дел на проблемите кои што се сега пак ќе кажам отклонети, на кои што во овој период ќе се работи, апсолутно мислам дека постои
простор за размислување сериозно и можност да тие 30 километри бидат пуштени во употреба. Кога зборуваме за тој пат, инаку за другиот пат. Пред една година и пол, кога неформално разговараме, велев Цугараве, ти поминуваш ли на патот Прилеп Градско? Зошто има само еден багер во услови кога вриеше ослободни багери? Што правиме сега со тој автопат кој е важен за западниот дел од Македонија? Значи, тој е експресен пат. Јас сакам во тој дел малце да се осврнам генерално и да кажам дека во моментов тврдам дека во Република Македонија и по основ на автопатиштата, ве го завршуваме Миладиновци и Штип, ќе отпочне сега изградбата на автопатот Скопје-Блаце за многу брз период, значи комплетно се завршува проектот за првите 2 километри и ќе биде веројатно до мај или јуни месец се разбира отпочнати тие изградба на тие 2 километри. Во делот на експресните патишта, ме прашавте за Прилеп град. Да, сериозно интензивирана активност. Не знам сега дали во последниот период вие имате поминато по тој патен правец. Значи, да, ве повикувам, јавно ве поканувам, заедно тоа и пред почетокот на емисијата го кажав. Слободно кој ден сакате да појдеме, бидејќи јас често пати вршам увиди на градежните активности кои што се прават на експресните патишта, реконструкции каде што правиме, бидејќи во моментов во Република Македонија тврдам дека најмногу се работи во делот на патната инфраструктура. Покрај двата автопатишта се работи на 4 патишта и тоа Прилеп Градско, значи се работи на патот Штип-Радовиш, се работи на патот Штип-Кочани и се работи на патот Кривополан-Каранковци. Колку е вкупниот буџет за оваа година во оваа сфера на изградба на автопатиштата? Значи ние во моментов инаку би можело да внесе се реализираат проекти на од висина преку милиарда евра за овие 364 километри. Оваа година или значи зборуваме се вкупно со се автопатиштата, да. Значи ланската година имаме потрошено некаде околу 230 милиони евра во делот на реконструкција. 19 патни правци. Нареднава година отпочнуваат 12 патни правци, значи завршени комплетно со тендерирање од Светска банка. Други имаме нови дополнителни 7 патишта кои што ќе се реконструираат преку ЕБОР. Значи, она што како градежна експанзија ние го најавивме ланската година со исклучок на првиот квартал. Погледнете ги бројките, ќе видите дека од вториот квартал натаму имаме драстично зголемување. За последниот квартал не се бројките излезени, меѓутоа јас сум сериозен оптимиста гледајќи ги делот не само на патната и делот на железничката и комуналната инфраструктура. Сметам дека економскиот раст во делот ќе се зголеми драстично. Мислам дека последниот ќе биде сигурно на 3%, така да моите очекувања се дека првиот квартал оваа година ќе биде. Затоа ние како влада најавивме сериозен, значи уште ланската година тоа се реализира. Јас имам тука и можам да ви наведам кои се патишта. И многу ми е она смешна теза која ќе ја слушнам од ВМРО ДПМН, шајка дека не се закон. Јас сум сега спремен овде на оваа емисија јасно да соопштам кои се патишта во моментот се отпочнати во времето на оваа влада и комплетно завршени. Нема да ја претвориме во диалог со ВМРО ДПМН, тоа е ваша сакам да одговорам. Вие сте слуга на народот и вие мора да даете објаснување на што ќе ги трошите парите. Така што настапувате и ја носите одговорноста на изречениот суд и оптимизам. Уште само Штип до Делчево ќе биде готов, од Штип до Радовиш речи си готов. Значи Штип Радовиш почнате во мај месец. Ако беше рокот, зборуваме за првиот дел, за првата фаза, значи во наредните 2 години ќе биде готов тој. Иако рокот е 3 години. Се работи многу интензивно. И исто така интензивно се работи на патот Штип, значи Кочани, бидејќи таму имаше сериозни проблеми со делот на експропријации. И оние проблеми кои што ги имавме со експропријации, бројни археолошки наоѓалишта кои што прашавте за патот Градско, и таму се надминати, значи таму интензивирано. Можете да видите дека се поставуваат и мостови. Јас се обсипувам кога ќе чујам дека најглавната аргументација е експропријацијата. На капитални инвестиции од 1 милиарда, па веројатно можете да потрошите барем најмалку 50 милиона вишок пари за откуп на земјиштето и тоа да биде завршено. Не може да не кочат, да речам условно, десетина километри ниви или десетина хектари ниви за капитални инвестиции. На крајот на краиштата тоа е суштината на економската и на државната интервенција. Господине Чомовски, значи прво да ја земеме ситуацијата на пример со Штип Кочани. 90% не беше експроприирано. 90%. Значи не зборуваме. Како влегли во планирање, а при тоа не. Ама тоа и сакам да кажам. Значи покрај градењето на Скопје 2014 во даден момент е текнато на оние бројни, тогаш ние бевме опозиција, бројни повици од страна на опозицијата и на јавноста дека не се инвестира во инфраструктура
и тогаш голем дел на тендери се распишани. Без да се земат во предвид проектите, од каков тип се, и решавањето на тие проблеми кои што евентуално би излегле. Сигурно во изградба на пат, сигурно ќе излезат. Дали се станува збор за дислокација на електроенергетски објекти, дали за експроприација, дали е за археолошки наоѓалишта. Значи не зборуваме за реконструкција или рехабилитација на пат постоечки, туку зборуваме за нешто за кое што треба да се изгради. И ако стари биле проектите, еве ќе ви го земам примерот со Скопје Блаце. Ако брзавме ние така, ќе се соочевме со влегување во зоната во Визбегово и во новоформираните гробишта. Ако тргневме така по секоја цена, по тој проект да го градевме патот. И затоа велам, без таква анализа, значи физибилити студија, проблеми кои што евентуално би излегле, постоечки објекти, не се решаваат. Груевски велеше во времето заради две бандери не сакаме да го пуштиме автопатот Демир Капија со тотално неточна теза. Значи тие нема ја направено таа што ја кажува соба за контрола на тунелот кај Демир Капија. Не беше воопшто направено. Не беа дислоцирани, значи сериозни електроенергетски објекти на МЕПС. Ве попречува готовиот плат и некој штип преку Миладиновци да биде пуштен. Што уште значи, нас не спречува ништо. Прво сакам да опозицијата велат сакаат они да трае долго, да не се забораи груевизмот и дека е тоа нивно дело. Груевизмот, вака, прво одма честно е да соопштам дека повеќе од 40% е во ова време правен тој пат. И најбитно за мене како и во првата изјава кога сум станал, ова е за граѓаните. Кога сум станал министер, прво сум видел дека се ова што ќе се гради, дали во времето на СДСМ, тоа е за граѓаните. Тоа се пари на граѓаните, не се пари ни на Горан Сугаревски, ни на Зоран Заев, ни на владата, ни на ВМРО ДПМН, ни на никој. Апсолутно не. Сакам да ви соопштам дека Миладиновци комплетно трасата е завршена. Значи во моментов надзорот изготвува техничката документација која што врз база на која што ќе се возиме, технички прием. Моите очекувања се најбрзо е. До крајот на месецот моите очекувања се дека ќе бидат завршени сите подготовки или евентуално на почетокот на наредниот месец. Меѓутоа, пак ќе потенцирам. Комплетно е трасата завршена, односно асфалтирана на автопатот Миладиновци. Мислам дали ова прашање да го изведеме од архиви или да остане таму. Пругата кон Бугарија е синоним и за немојта на СДСМ и на тандемот на Бранко дека за една година на тогашните министри ќе биде изграден и на ВМРО кој исто така го решава како знак на добрососедство. Но е оставам пругата. Иако ако додека ја направиме, мислам дека со дронови ќе носиме големи товари од Бугарија. Но она што е најважно, денешната Македонско-бугарски форум на тој начин иницираше етапност. И тоа логика дека од Ѓуешево до Кривја Паланка, каде што структурата е речиси 80% поставена, дека тоа може да се изгради и некаде околу Кривја Паланка бизнисмените на едно време побараа една слободна зона од каде што ќе се транспортира преку пат. Значи кога зборував за експресниот пат Кривја Паланка Ранковце, зборуваме за коридорот 8, изминатиот период беа обезбедени средства за патот од Кривја Паланка до бугарска граница. И тоа во моментов интензивно се работи, значи обезбедени се средствата, што е многу битно, и така да во најбрз временски период ќе биде отпочната изградбата на тој пат. Значи комплетно со тендерирање, со се, за да биде отпочнат тој патен правец. Јас го гледав она што ме прашавте денес бизнис форумот во владата на Република Македонија, го видов интересот на оние кои што зборуваа во делот на инфраструктурата, дека тоа беше на вице-премиерско ниво, и така да сета замисла и прашањето логично кое што ми го поставивте, не само за железницата, и таму имам што да кажам, се разбира, но интензивирањето на патот, бидејќи, се фалат дека работеле во периодот на Кривја Паланка Ранковце. Лопата не беше фрлена. Сега се работи интензивно. Значи лопата воопшто никаква не беше фрлена, сега се работи на патот Кривја Паланка Ранковце и ќе имаме надоврзување од Кривја Паланка. Можно ли е вак одговорно македонската влада, бидејќи ние имаме најголем дел на таа пруга, на ваква етапна варијанта на пругата. Дури по таа нивна реакција заклучувам дека можеби е ние дефект на логиката дека од Белјаковци треба да трнеме кон Ѓуешево. Прво имаме овој дел претходно го зборува во делот на патната, бидејќи и таму се не знам дали доволно добро бев сватен. Во делот на железницата. Важна патна структура ако сакаме овој дел да го коридорот 8 зборував за делот на патната инфраструктура. Во делот на железничката инфраструктура, значи апсолутно прво имаме интензивирање на активностите од Куманово до Белјаковци. Тоа може да се види во прогрес на активности кои што се правени низ периодот. Дополнително треба да биде склучен анекс на договор меѓу ЕБРД и изведувачот
со цел за комплетно во 16 месечно завршување на тој дел. Комплетно завршување на првата таса. За втората таса веќе се прави евалуација на понудите кои што ги има, бидејќи се обезбедени таму средства, од кои што 68 милиони евра од Белјаковци до Крива Паланка се грант средства од Европската унија. Обезбедени во мандатот на оваа влада, инаку 145 милиони евра ќе биде таа втора делница, практично. Третата делница, проектната документација е комплетно завршена, се работи на обезбедување на финансирање. Таму 60 милиони грант средства ќе имаме од Европската унија. Сериозно сме посветени за оваа работа. Јас знам дека во сите емисија, јас кога сум министер, гостини, вас ве памтам од времето, уште пред некои 20-30 години, кога сте поставувале овие прашања, меѓутоа цврсто сме уверени дека овој коридор, веќе ви кажам еден податок. Не ми кажувајте мене. Сигналот што го чувме зборува дека побудивме интерес во рамките на нашиот граѓански форум. Ми се чини дека тука сме приближно и за неколку прашања за кои можеби и вие, поштовани гледачи, ќе ги отворите. Сега е прашањето на новиот закон за градба, зошто со урбанистичките планови не ги штитиме еколошките целини, здравите зони, гасификација и така натаму. Добро вечер за нашиот прв гледач. Ало? Да, добро вечер. Добро вечер. Поздрав за гостинот, министерот Шукарешки. Имам повеќе прашања. Немојте повеќе, по едно, две, за да може сите да одговориме. Не, во кратко само да ми одговори. Јас сум бивш вработен во ЈП Македонија пат од Куманово. Значи, сум работел во секција Куманово. Па би сакал министерот да го прашам. Дали, како министер, има направено ревизија ни сите градови на Македонија, што Македонија пат ги градеше патиштата се во склад на проектите. Бидејќи јас сум избркан од работа затоа што не се работеше патот со проекат. Постои проекат, но на лице место се гради еден премалку. Нити геометри, да го трасираат, обележат патот и така натака, да не му објаснувам на министерот. Еве, конкретно ќе му кажам за кој патен правец, а има многу така, значи се работи од Кратово, преку, сега што кажа железничката пруга што поминува, излегува на Клечовце. Па да ми одговори ако може за тоа. Кај се тие пари? Значи патот во проектот стои 5 метри, а не може едно возило да помине. Чекам да ми одговори министерот. Добро, ви благодарам многу. Немојте да чекате на другите, и нашите следни гледачи сигурно ќе имаат прашање. Повелете. Значи, ревизијата и сами знаете, бидејќи сте работеле во Македонија пат, не ја прави министерот за транспорт и врски. Сите работи кои што се утврдени, без разлика, ревизијата во овој случај не знам кој ја правел, на патот Кратово, како што разбрав, Клечовци, да. Значи, треба да видам точно кој е работел на таа ревизија, бидејќи Министерството за транспорт и врски ревизијата не ја прави на патиштата, и тоа гледачот, бидејќи е бил вработен во Македонија пат, апсолутно го знае тоа. Можам да се заинтересирам да видам точно за што се работи и во делот, спомна и ширината на патот, така да за да видиме во целост и да не одговараме паушално, бидејќи Јас имам принцип, и тоа и на мојот сограѓанин, тоа ќе му кажам, на нашиот сајт, пратете го вашето прашање и другите, јас ќе му ги препратам на министерот, и бидејќи он има една добра екипа за комуникација, мислам дека ќе ги добиете на вашата мејл адреса. Комплетно одговори ќе добиете. Дали има уште некој гледач, па да продолжам со моите прашања? Добро вечер. Добро вечер. Може ли едно прашање до министерот? Можете, порете. Во врска со патот од Куманово до Деве Баев. Слушаме ли? Да. Пред 10 дена одевме на Бугарија. Значи, в делот пред Крива Паланка и после Крива Паланка, ја би рекол отворено, она е срамота во 21 век, распукан пат, со дупки, од кога тој пат не е реновиран. Добро. Збориме веќе 20 и кусор години со Бугарија односи, економска соработка, по кој патишта, со која инфраструктура ќе развиваме таа соработка. Добро, ви благодарам многу. Инаку имам и ја многу забелешки. По нашите автопатишта, како да им е тешко на македонски патишта да
реагираат. Па дури и сообраќајната полиција треба да укажува на тоа, оти тоа се сериозни индикации за можни сообраќајни несреќи за уништување на автомобилите. Не може на автопат да стои дупка, да речам условно. Или кратери. Не случајно зборував дека во овој период и тврдам, тоа може лесно да се провери, дека во историјата на Република Македонија, како што е работено во 2018 година, не е работено. По сите основи, во делот на реконструкција, јас знам дека секогаш ќе има плюс, дека треба и подобро да се сработи. Значи имаме комплетно завршување на коридорот 10. Значи да речеме од Табановце до... Не, Чугарески, оставете ги сега сите тие рекапитулари ги направиме на почеток. Јас сега ме прашам, што е тоа? Функционира ли тој менаџерски систем во Македонија пат кој мора да ги гледа? Некој мора да ги лоцира и мора веднаш да ги коригира таквите. Тоа се опасности кои демнат. И јас сум возел навечер, тоа е темен пат, дупки има колку сакате. Значи вака, ќе кажам само една работа. Низ годините наназад, од претходната власт воопшто не е посветувано внимание на Македонија пат. Нашето посветување, веќе го кажам, преку 400 милиони денари е зголемена програмата на Македонија пат само за ланската година. Ако била 750 милиони, до еден запирка 1 милиарда и 200 милиони е покачена програмата. За фазно опремување на Македонија пат, кое што со години немало опремување. И тоа можеме само фазно да го направиме. И во делот на зимското одржување, и во делот на она што е главна дејност, тоа е одржување на патиштата во Република Македонија, и тоа мора да се работи ако сакаме да постои тоа предпријатие. Ако не сакаме тоа предпријатие да постои, тогаш како што се не ги правдајте. Не ги правдаме. Преземени мерки и кажете им на менаџерите од утре една кола да оди натаму, намо да ги гледаат чија пасти. Јас имам редовни состаноци и со директорот на јавното предпријатие за државни патишта и со директорот на Македонија пат. И постојано укажуваме, дури на интервенции кои што ги имаме башка од Автомотосојузот на Македонија, дополнително од МВР, ова што и спомнавте, значи интензивно, секаде каде што сметаме и се разбира во рамките на Министерството за транспорт и врски, одма интервенираме се со цел ако станува збор за и некаде ако станува збор за реконструкција, тоа е малце подолг процес. Ги спомнавме државните патишта и веднаш ми се наметнува, да речем условно, еден добар и еден лош абер. Добриот е дека настапува конечно фазата на автоматизација на патарините, нели? Тоа што е европски тренд. Лошо е тоа што покрај овој процес што би требало да биде меѓу другото и редукција на ангажираните таму, ние или вие примате дополнителни 40-50. Патиштата се бастион, јадро, бунар за партиските кадри. Па едни менјаме со други. Прво, во јавноста мислам дека една неточна теза се прошири, дека преку 80 и повеќе луѓе се примаат нови во јавното предпријатие за државни патишта. Најголем дел од нив договорите им беа до 31.12 и тоа е продолжување на договорите. Никакви, значи, такви дополнителни 50 или 60, како што се спомнува во јавност, тоа е тотално неточно. Мислам и одма го демантирам и го отфрлам. А во делот на Добро, ако тоа го отфрлате, дали со автоматизацијата во тој огромен апарат ќе дое до редуцирање, патиштата мора да функционираат и на принципот на ефикасност и економичност. Значи, апсолутно ние зборувам, затоа велам јас дека не е како што во јавност некои цели да презентира, дека нови 80 или 90 луѓе ќе се примаат на работа. Напротив, ние работиме на автоматизација за електронските патарини, дозволете да ви кажам, двете кевеле се готови, Романовце е готова, очекуваме дека Петровец и Младиновци ќе бидат готови за да се постават целосно во функција. Тоа значи дека на луѓето ќе бидат нормално употребувани онаму каде што ако автоматизираме, односно ако тие се работи со електронски картички, апсолутно ќе бидат со друга намена во рамките на јавното. Кога европскиот модел ќе примени? На Табановци влегуваш и купуваш електронска картичка, на Богородица платиш. Еве да ви кажам, значи тоа и го спомнав претходно. Двете патарини кај се готови, Романовци е готова, Петровец треба да биде и Младиновци за многу брзо време и тие ќе бидат пуштени во функција. Градежната дозвола во секој момент треба да биде издаена за Демиркапи, а градежните активности се одвиваат кај Гевгелија. Значи ова ќе биде во функција, овие 5 патарини ќе бидат во функција, бидејќи да не правиме една патарина да биде со кеш пари, друга патарина да биде со картичка, затоа овие кога ќе ги оспособиме можеби за месец дена, за да бидат во функција тие 5. Добро, поштувани гледачи, во овој момент или веќе е отворен тој така наречен наш граѓански форум, во кој предмет на испитување се нашите слуги на народот, тоа се министрите. Овој пат ви стои на располагање министерот
за транспорт, сообраќај, врски и се друго. Ова господинот Ѓорги Сугаревски. Дали има нов гледач? Добро вечер. Ало? Да, повелете. Се јавува овде кај возач. Патот Куманово од Миладиновци до од Скопје уствари до Куманово го газам скоро секој ден. Куманово? После од Миладиновци нааму целиот дупки и кај Белимбего ќе те фрли, ќе се истумаш од лева страна на десна. А тамо од нафлатната до Куманово направење сега, после 3 месеци на истото место, на истото онакво камионот ќе рипне у таван, ќе отидам како возач. Добро. Благодарам, баш е тоа добра сугестија. Иако мислам дека заслужува внимание да ги викнеме овие 20 директори на македонски патишта и државните патишта, па и АМС да воспоставиме еден мониторинг кај се има дупки. Или да се покриеме малце со овој наш македонски менталитет, тоа е важно да асфалтираме, а што е под тоа и над тоа, за тоа потоа. Еве уште еден знак дека дали се има доволен увид за квалитетот, а особено за санирање на пропустите па и кај новите траси. Да, значи ја кажев, ова се бројни проблеми во изминатите 30 на години кои што за жал не се решавани, очигледно дека во периодот наместо да се решаваат овие проблеми врзани со патната, железничката инфраструктура, комуналната инфраструктура, посветено беше внимание на други работи, наместо ова е нешто што е клучно за македонското општество, за државата, а тоа е инфраструктурата. Меѓутоа пак ќе кажем, максимално во изминатиот период и согласно динамиката која што имаме за 2019 година, за која што потенцирав дека ќе биде економска година и година во која што уште поинтензивно ќе се работи во инфраструктурата, да ви спомнав претходно, да речеме, во една година ја направивме пругата од Битола до граница. Да, например. Од Битола Кременица, во една година. Значи, кога се сака, се може, интензивно се работи, сметам дека и ова што го сугерираат гледачи, јас ова како сугестии, не го сваќам само како сугестии, секаде каде што сметаме дека треба, секаде се интервенира. Ви задолжите соработници да снимат емисијата од сајтот и да ги видат нивните сугестии. Поштувани гледачи, следите телевизиски или граѓански форум, министерот Сугаревски со вас и вие со него, додека се размислувате околу прашањето на гасификацијата, на повторното лудување на градежната мафија во Оспрце, во Скопје, во некои други градски средини. Реклами за само минута и пол, се враќаме веднаш во студиото. Еден телевизија четврток, после 21 часот се повеќе налегнува така наречениот граѓански форум, граѓаните, овој пат со министерот за транспорт, сообраќај Ѓорги Сугаревски, пред да ги загреете телефоните, едно од клучните прашања што најмногу не интригира сите. Конечно постигнате согласно со Визар. Ниско буџетни летови. Тоа тактизиравте заради, пак да бидам груб, некој да стави нешто во джеб или заради тоа што бевте тврдокорни или тврдо преговарачки настроени во бенефициите кои треба да му следуваат на авиопревозот. Факт е дека Визар воведе систем кој го племени патувањето од Скопје кон европските престолнини. Значи, да соопштам прво нешто. Воопшто не преговаравме. Распишавме два јавни повици, бидејќи во буџетот за 2018 година беа предвидени средства за субвенција на нискобуџетните компании. На двата јавни повици, во август и во октомври, не знам кога беше вториот точно, Визер беше пријавен, како и сега, и не ги исполни тогаш условите, оние кои што ние ги баравме, согласно тендерската документација која што беше побарана. Апсолутно, и на третиот повик се јави Визер, и согласно на што беше барано и уредбата, се разбира и тендерската понуда, овој пат Визер ги исполни тие услови. А тоа беа минимум 4 линии, воспоставување минимум 4 линии од Охридскиот аеродром и 2 линии од Скопскиот аеродром. Во последниот јавен повик тие понудија 8. Значи 4 од Охридскиот, 4 од
од Скопскиот аеродром. Кои се дополнителни од Скопје од каде што ќе се лета освен овие? Може да ги паметите? Ја нема ги забравив. Мислам дека е до Ларнака и до Турку и мислам дека до Германија се. Точно вака. Можам исто да ви ги соопштам. Охрид Малме знам дека дополнително Дортмунд е Охрид, така да они услови кои што беа побарани и морам да прикажам дека станува збор за нешто за кое што и во самата програма тоа е поголема вклученост на Охридскиот аеродром, бидејќи знаете дека најголемиот дел на нискобуџетни летаат не на главните аеродроми, туку се разбира. Тоа е секаде така. Тоа е секаде така и тоа сакав да. Значи ние не отстапивме, значи она што го побаравме и сега во наредните 3 години 2019, 2020 и 2021 година државата ќе субвенционира. Мислам дека тоа по повеќе основи таа е главна придобивка на хитро можеш на Лутон или на Гетвик или апсолутно, значи придобивка за граѓаните огромна, така да сметам дека. Добро вечер за следниот гледач кој звони во овој момент. Повелете. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ја ќе ве замолам малку телевизорот да го стишат. Да. Ало? Добро вечер, стишајте го малку телефонот за да телевизорот за да може да се разбереме. Дали таму некој зборува друг? Не, повелете, сега ве слушам. Ало? Да, повелете. Двајта сме на линија, тоа Чом. Вас еве тој Чом што го ословувате, вие сте на линија, повелете. Да, да. Ало? Ало? Режија? Режија со малку поголема концентрација, молам. Ајде првиот гледач да се јави, што ме ослови со Чом. Дајте ми го вториот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Много поздрав до гостинот и до сите вас. Се јавам во врска за Кратовскиот дел. Претходно имаше еден. Се работи за село Димонце. Бараме 10 години едно мошче да ни се направи, не можеме никако да стигнеме до село. Имаме викендици, немаме пат, отсечени сме од сите страни. Веќе 10 години даваме барања, мислам група граѓани, не само јас. Баравме и од одговор, меѓутоа до ден денеска никаков одговор. И пролетва пак дадовме ново барање со новиот градоначалник, меѓутоа никако да стапиме во контакт и со него. Па ве го замолила министерот дали може да провери и дали има шанси барем нешто да ни се помогне во тој смисло, затоа што на вистина отсечени свеве во ниедно време од есен до пролет не можеме да стигнеме до тоа село Димонце. Добро, благодарам. Имаме едно прашање, бидете на линија. Зошто на Дзинго не му се обративте овие 10 години несудениот кмет на Кратовијата и пошироко? Или лесно ви беше да му ги давате гласовите само? Молам, не ве разбрав. Зошто ова не го побаравте од Дзинго, кој е неспорен авторитет во таа... Не, имаме и документи поднесени во општина Кратово, барано е. Оставите го, ве прашувам директно, до Дзинго зошто не сте испратили? Па јас не можам да го најдам Дзинго, ние сме во Скопје. Добро, Дзинго има куќа и во Кратово. Добро, ви благодарам многу, еве ќе одговорам. Благодарам на гледачката. Значи станува збор за ингеренција надлежност на локалната самоуправа, по онаја што успеав да го разберам она што го дискутираше. Земам обврска да разговарам со градоначалникот, за да во најбрз временски период се излезе во пресрет на овие луѓе кои што со години наназад доставуваат барања, не е постапено. Тоа можам да го кажам, бидејќи Министерството за транспорт и врски нема таму надлежност. Ова е исклучива надлежност на општината Кратово и јас земам обврска да разговарам со градоначалникот за најбрзо да се постапи и во пресрет да се излезе на овие луѓе кои што, како што спомна гледачката, се отсечени со патот. Добро, до следниот гледач имам прашање, малце го прескокнахме околу нискобуџетските летови. Останува врската на визар ако задостни да плаќа пенали на патниците? Значи тоа е да. Значи ние прво како влада, јас и на пресконференцијата соопштив по колку во патник во заминување одделува државата средства. Значи тоа се разбира дека
ние ќе го испочитуваме. Се разбира сите обврски кои што ги има согласно договорот кој што го потпишавме пред 5-6 дена. Сите обврски си ги има визер и сите обврски нормално ќе бидат санкционирани доколку од страна на државата доколку не го почитуваат договорот. Така да апсолутно тука немаме никаква дилема и се надевам дека големиот бенефит граѓаните од оваа работа ќе го имаат. Јас пак ќе кажам, можам да се вратам и на линиите, значи согласно деловната политика која што имаше визер, овие се претежно се летови за Германија, за скандинавските држави, Турку и Малме, Турку Финска, Малме во Шведска и се разбира Милано е исто така. И Швајцарија малку плюс. Да, Кипар и Кипар. Добро. Да. Дали имаме нов гледач? Да, имаме гледач. Ајде. Ве слушам. Добро вечер. Да. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. И имам прашање до министерот да ми објасни како туристичките агенции што се од Македонија купуваат карти безимени и после му ги продаваат на патниците по поскапи цени. Па ја ќе ви кажам како. Ако знаете дека на пазарите имате цени повисоки, не одите во таа агенција, одите на следниот пазар. Не ви изгледа тоа логично? Не верам за момент. Ако ви е скапа во таа агенција и ако мислите дека имате поевтин, одите на другиот пазар. Ако не на Зелен, одите на Буњаковец или на Бит пазар. Исто ви е тоа. Отидете во друга агенција и побарајте поевтини пари. Ама нема таму цените се исти секаде. Сега тоа е веќе монополски дил на туристичките и за тоа и има место за разговор со министерот. Повелете. Јас до имав сега таква прилика што картите коштале 15-20 евра ги купил картите, а после картите да ги купам од туристичка агенција ме кошта, требаше да ги платам по 200 евра од туристичка агенција. Па сега тука има многу фактори. Може да се задостиле, може да во шпицот. На крајот на криштата со една картичка сте требале на времето да ги резервирате за 15 евра и ќе патувавте за... Сега најефтината карта е 1000 денари, 1200 динара. Така беше, нели? 20 евра. Добро, ви благодарам. Мислам, имате ли уште некое прашање? Дури јас си мислам дека на некој начин парите му се враќаат на некој начин на визер назад. Можда некој договор од туристички агенции, парите да му ги враќаат. Добро, ја имам разбирање и за вакви детализирани прашања, но мислам дека има уште неколку глобални... Да, само да соопштам дека туристичките агенции не се во рамките на Министерството за транспорт и врски. Мислам тоа сакам на гледачот да му кажам, меѓутоа доколку има било каков основ, постојат инспекцијски служби кои што може да го утврдат тоа, доколку е така како што презентираше гледачот. Сите се здадовме со патиштата, а се чини дека еден од најважните приоритети е гасификацијата. Гасификацијата ни е, како да кажем, како пропагандистичко изборен слоган, кој ќе почне реализацијата на тоа, веднаш наоѓаме недостиг на пари, па локалните власти немаат детални планови и така натаму. Јас дури во една прилика коментирав, за мене беше сулуда идеја, 200 милиони од буџетот од ребалансот што остана, да им ги дајаме на општините за да ги вратат долговите. Беше можеби подобро наменски да се употребат за некакви приоритети од овој тип. Комунална инфраструктура, гасификација и така натаму. Но ве прашувам, што правиме со гасификацијата? Значи, можеби сега пак ќе го спомнам и вас да ви биде смешно, заедниот лот што одеше према Битола наидовме на преку 90% експропријација. Зборувам за ланската година. Го расчистивме, во најголема мера интензивно се работи. Делот на делницата блок 5 станица Неготино, кој што е во должина некаде од 36 километри, значи повеќе од 85-90% сега пред непол месец бев на увид, значи комплетно ќе биде завршена. Она што го преговаравме со екологистите. Значи во делот и во град Скопје, се разбира и во Министерството за животна средина, каде што ги дадовме комплетно сите аргументи зошто треба да се продолжи трасата за лотот до Гостивар. Во последниот квартал интензивирана е таму работата. Така, ако ги гледаме последниве 3-4 месеци, сум исклучително задоволен како, зборувам, магистралниот гасовод, државниот гасовод, како се одвива комплетната работа. Јас секоја прилика ја користам да зборувам со градоначалниците и оние кои што немаат да обезбедат пари во нивните буџети, средства,
и оние кои што немаат или работат, а тоа во помал дел на општини го прават, во моментот треба тоа да се убрза, а тоа е проектните документации кои што треба да ги направат, бидејќи тие се крајните корисници. Крајните корисници се институциите и домовите на оние луѓе кои што живеат во градовите. Главната цел на државата е да донеси гасовод до градовите. Потоа тие се поврзуваат, се разбира, со проектните документации што ги имаат направено во делот на дистрибутивните центри до градовите. Тоа го имаат во моментов Струмица и Куманово како дел. Другите општини, како што ги спомнав овие лотови, до Гостивар и до Битола и делот кај блок станица 5 до Неготино, значи сметам дека тој дел ќе биде многу брзо завршен. Водно продолжува ли? Да, продолжува со тоа што согласно она што намаливте ли трасата? Да, намаливме трасата, тоа сакав да кажам, значи прифатено беше тоа барање на екологистите, меѓутоа другите аргументи не преовладаја бидејќи промена на трасите, државата ќе прво беше делот, ако се гледаше трасата кај делот кај Стајковци, земјиштето е ерозивно, дополнителни 20 милиони евра средства ќе требаја. Јас сум сигурен, денеска баш имавме ревизија, завршен извештај во делот на гасификацијата и беа сугерирани работ на убрзување и ефектите да ги има од гасификацијата. Така да очекувам дека согласно роковите во овие година и пол две комплетно ќе биде од наша страна комплетно ќе биде завршен. Сега притисокот го вршиме на градоначалниците со средствата кои што ги имаат од ланската година и во нивните буџети за оваа година, дополнително дали преку јавно претпријатие, дали преку јавно приватно партнерство, да го решат тој проблем се со цел да се врзиме на нив, се со цел да крајните корисници го користат гасоводот како придобивка. Станува збор, се извинувам, станува збор и за економска придобивка, се разбира и во делот на животната средина. Добро. Ги разбирам екологистите околу вревата и тоа е добар граѓански активизам. На крајот на краиштата постигна еден важен ефект. Ве принудија да се рационализирате и во траката и во уништувањето на зеленилото. Меѓутоа ми се чини дека нема таков активитет. А вам сакам тоа клучно прашање да поставам. Денове чув дека водно нема план. Дека водно не е ни национален парк, нити е заштитена зона, а не зборувам за тоа дека нам може да ни се случи една ерозија на напливот на градби висококатници на водно до степен тоа да биде брутално и да отиде се јабана. Значи по два основи сакам да одговорам тука во делот на и тука да ги расчистиме, сакам и добро и ако има и од гледачите некој да се вклучи. Две работи. Прво, заштитеното подрачје на водно не го прави Министерството за транспорт и врски, оди преку други институции, а делот на плановите. Господине Чомовски, јас сакам да расчистам една дилема која што постојано се потенцира низ јавност. Општините работат со генералните урбанистички планови, со деталните урбанистички планови. Министерството за транспорт и врски дава согласност на тие планови. На деталните планови, на ова што како најава вие, можна евентуално, што јас не верувам, деталните планови ги работи општина Центар, да речеме. Тие детални планови идат само на согласност. Дали се во согласност со ГУПот на град Скопје. Таа согласност. И дали сите одобренија од институции ги има добиено. Тоа го гледа Министерството за транспорт. Понатаму, постапката се враќа во општината и на совет се гласа тој детален план. Затоа велам, согласно децентрализацијата која што е во 2005 година направена, апсолутно ингеренциите во делот на урбанизмот на плановите се во рацете на општините. Чекајте малце сега, да расчистам малку. Тоа е, ја мислам, помалку алиби ситуација. Сите детални урбанистички планови базираат на главниот стратешки документ, тоа е просторниот план на Македонија, кој се доноси 15 години на 20 години, кој сега важи до 20 години. Тамо, јас пред малку попладнево го читав, има такви јасни и прецизни одредби заштита на човекова околина, изградба на инфраструктура за брзи трансфери, башка економски зони, индустријски зони и така натаму. Можете преку деталниот урбанистички план, преку просторниот план, кој сега треба да почне да го подготвувате, дефинитивно да се справиме со тоа дека не може да се диве со ова мала кревка држава и со овие национални богатства што ги имаме. Ние и со новиот закон, затоа така и крстен ќе биде новиот закон, што веќе е предвлез во владина процедура и во собраниска. Закон за урбанистичко планирање. Тој другиот дел, што вие сега го спомнавте, ќе го работи Министерството за животна средина и просторно планирање. Дали ме разбирате? Добро, овој дел, во делот на урбанизмот. Јас сега прашам како министер, во влада тоа остае еднакво и тоа морате и на
и на вашите министри колеги тоа да им го кажете. Просторниот план на Македонија е круцијален документ. Апсолутно, тука се согласувам. Да. И од тоа мора да произведат, тука нема веќе дали Шилегов ќе даде или дали Богдановиќ ќе даде. Прашањето ќе биде дали е тоа во согласност со приоритетите на државните интереси на Македонија. Екологија, економија, социјален развој, прогрес и така натаму. Апсолутно се согласувам. Сега има една работа која добро вечер, дали има уште некој гледач? Добро вечер. Ало, добро вечер, ве слушам. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од село Крквино, Битола, 3 километри оддалечено од Битола. И пато беше финансирано од Светска банка. И се направи само 2 километри, уште 1 километар не го направи. И сега мора ние да вртиме, да возиме уште по 1 километар, дали тој е предвидено и не викаат дека треба нов проект да се прави. Требаше некој да стаи у джеб за тој 1 километар. Не можам да разберам ако Светска банка го испланирала, дала пари за 3 километра, кој го изел едниот километар. Зборуваме сега од дело на Клучката до бензинската пумпа Лукойл. Не, од населбата Горно Ризари до Крклино. Тоа е 2 километри цел, 3 километри цел пат, а овој 1 километар што имате? 1 километар за патје, тоа е правен пат, само требаше да се асфалтира. Од Клучката Крклино до бензинската пумпа Лукойл, 8 километри патот е направен, така? Да, правен е тој. Тоа е завршена работа. Сега, категоризацијата, дали знаете за каков пат станува збор? Ова е локален пат. Ако е локален пат, одма тоа сакав да кажам. И ќе искористам, ако станува збор за локален пат, ќе кажам два моменти. Сега за јавноста да знае, бидејќи често пати го употребувам. Значи, локалните патишта се во надлежност на општините. Прво. Меѓутоа, во моментов Министерството за транспорт и врски помина две информации на влада и во моментов преговараме со Светска банка заедно со Министерството за финансии да обезбедиме 70 милиони евра средства исклучиво за локални патишта, каде што ќе ги помогнеме општините во Република Македонија. Јас ве упатувам да разговарате со градоначалничката на општина Битола, бидејќи станува збор за локален пат. И да сакаме сега со обезбедувањето на кредитот, да, ќе можеме. Меѓутоа да биде овој пат, за кој што вие спомнавте, внесен за изградба, да се направи проект на него и километар или два. Тој е проектиран цел пат. Да, меѓутоа, овој пат кој што ви го спомнав од Крклино до бензинската пумпа Лукойл беше државен пат и државата го направи. Зборуваме за локален пат кој што во моментов нема начин, бидејќи категоризацијата е локален пат, тоа е во надлежност на општината Битола. Поентата ми е друга. Поентата ми е дека доколку во овој период не биде направен, ќе има можност и државата тој пат да го направи. Тоа нема да може да се случи одма. Сакам честен одговор да дадам. Ја имам една сугестија. Традиционално сега ќе почнат кога проектот е направен тој за цел пат е. Ве разбирам, меѓутоа локален пат ако станува збор локалните патишта се во надлежност на локалната. Ако дала Светска банка за 3 километра, кај е едниот километар? Кој го изел? 2 километра се направени? Не, значи овде јас потенцирав дека 8 километри 8 километри за друг пат разговараме. Зборува за локален пат. Да. Добро, да му кажам само на гледачот, бидејќи ја тоа и политичарите најдобро го знаат. Сега има председателски избори. Лично мислам, не дај Боже и парламентарни, кои ќе почнат да ви доаѓаат по селата за гласови. Селово е наше, не е иселено, него се населува. Тоа е право. Добро е. И то се населува и од градо идат, али пато сега немаме ни градски сообраќај ради тој километар. Добро, јас сега сакам да ви сугерирам нешто друго. Ја вообичаено ги повикам нашите гледачи да остават телефон за контакт. Ја вас лично ве поканувам да ми оставите телефон. Супер. Јас сакам да дојдам во тоа село, да видам кои се тие што се доселуваат, зашто Битола важи за стар град. Се повеќе имаме убедување дека и од Западна Македонија многу млади се одселуваат и тоа е една прилично јасна индикација дека може да се пресврти комуникацијата и логиката наша дека баш сите треба да дојдеме у Битола или сите да бидеме во Скопје. Ви благодарам што се јавте. Дали има уште некој гледач? Овој број е 070. Добро, ајде кажете ми. 070?
Зашто ми го исклучите се? Реже, земете му го телефонот. Добро. Сега, ми рекоте 70 милиони барате нов кредит. Да. Се враќам на првото прашање. Немаше баш никој у Министерството да му се спротисне на Тедовски. Зашто ги даваме парите у дупка? Треба да ги вратат парите на нешто за што е задолжуване. Истиот ефект ќе беше. Обртот на капиталот ќе се свртише ако беше инфраструктурата. Господине Чобовски, јас сум член на влада и таму се отвори дебата околу и овие работи кои што вие сега ги спомнувате, се разбира и одлуката која што на крајот се донесе. Верувајте дека голем дел на општини не можеа воопшто да функционираат. Да функционираат со блокирани сметки. Значи не можеа да функционираат во натамошново работење. И ние тоа како држава, ако сакаме реално да помогнеме на општините, тоа на таков чекор се определивме. Овие проекти кои што треба да седиме не знам уште колку време тука за да ви кажам. 70 милиони евра. 50 милиони евра други обезбедуваме за водоводи и канализации, дополнителни од Европска инвестициона банка, за да помогнеме и конечно делот на комунална инфраструктура ние го заокружиме и го решиме. Бидејќи ако со 150 милиони евра државата помогни на општините и од друга страна од нивните сопствени буџети, бидејќи најголем дел имаат и добри буџети, одделат средства за комунална инфраструктура, јас ви тврдам дека за 2 до 3 години комплетно ќе биде завршена комуналната инфраструктура. И таа ни е целта нас да помогнеме во најголем дел на општините, поготово кои што се на помалите општини. И затоа само изминатата година повеќе од 30 договори Министерството за транспорт и врски склучи со општините за да се изградат дали водоводи, канализации, цевководи, секаде каде што сметаме дека државата може да помогне, некаде тоа и општината се разбира и е надлежност, ние тоа и го правиме. И затоа малку трчаме бидејќи гледачите сакаме да ги задоволиме. Кај гасификацијата. Како ќе успееме? Сегде нудиме привилегии, бонуси, повластици. Што ќе добијат потрошувачите за да се приклучат што побрзо кон тоа? Или ние ќе изградиме деталната деталната гасификациона мрежа и ќе се доведеме исто како со топлификација. Ние, потрошувачите, ќе ја градевме, тие ќе ја користат и ние дупло ќе плаќаме. Не. Кои ќе бидат повластиците за да бидат... Јас и претходно во одговорот спомнав. Значи, економските ефекти и за институциите и за домовите, дополнително и животната средина во делот на загадувањето. Значи, ова се, ако споредуваме во однос на сите други, дали станува збор за дрва, за струја, по било кој основ, со грејењето со газ ќе биде најекономичен. Ја да прашам директно, како што имавме добри бенефиции, односно добри стимулации за зелена енергија и така натаму, ќе има ли за гасификација? Ќе добие ли некое семејство кое ќе сака својата мерна единица да ја замени од сега нафта на газ? Значи, јас кажав, битно е ние нашиот дел на работата да го завршиме, општините да го завршат нивниот дел. Без едното и другото, крајен корисник нема да има. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до телевизијата и до министерот. Благодарам. Ја едно кратко прашање сакам да поставам. Патот Штип-Делчево до бугарска граница. Дали у догледно време планира се тај пат да се изгради? И јас тоа го прашав во пауза и еве ви го одговорат. Благодарам. Значи, да, зборувавме, ако зборуваме и за патот од Кочани до Делчево, тој знаете и сами, претпоставувам го возите е саниран. Ако е на линија гледачот. Зашто го исклучувате, не е важно. Комплетно е саниран, за делот на техничкиот прием останате делот на слечиштето. За делот према Бугарија од Крива Паланка кажав, се не сватив точно за кој пат бидејќи не. Делчево, бугарска. Од Делчево за наредната година и до Звегор планирани се средства да се направи, така да затоа велам јас нема град во Република Македонија ланската година и оваа година што нема да биде опфатен. Делот до бугарска граница апсолутно кажав од Крива Паланка дека е предвиден и дека се обезбедени средства за него. Добро вечер, следниот гледач. 22:17 следите ТВ форум, граѓански форум на Еден телевизија, граѓаните со министерот Сугарески. Повелете? Добро вечер. Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме. Добро вечер. Поздрав до министерот. Би сакала едно прашање да поставам и дали е можно да ми одговори министерот, затоа што се работи за западниот дел на Македонија. Тоа се работи од Бунец
местноста Бунец до Никифорово селото. Патот е многу, како да кажем, широчина нема. Не може да, сега во овие период, кога има снег, не може да се разминат две возила. И чистењето оди бавно. И од самиот пат до селото Никифорово ние немаме пат како што треба. Немаме ниту асфалтиран пат, ниту приот имаме до патишта. Кога ќе дојдат тие водишта, бури од тамо со врнежи, целиот нанос ни го носи на сред село, имаме проблеми така натаму. Добро. Дали е можно нешто министерот да направи, бидејќи ние сме имали контакт со градоначалникот, но сепак остана тоа како нерешен проблем еве со годиништа во село Никифорово. Па добро, тоа е сепак градоначалникот би требало да даде одговора. Да, меѓутоа сакам ова да се надоврзам господине Чомовски на она што претходно го кажав. Заради сите овие ситуации, заради малите буџети дел од општини што ги имаат, државата оди на ваков чекор. Обезбедување на 70 милиони евра. Во таква ситуација, многу е битно градоначалникот да направи таму проект кој што ќе му биде во приоритетните, да го достави тогаш до министерството, се разбира ревидиран проект, и министерството го дава кредитот и го отплаќа кредитот државата. Тогаш, меѓутоа, бенефит имаат овие граѓани сега што имаат реален проблем, се разбира, а општината апсолутно добива клучна рака. Добро. Добро вечер уште еднаш, повелете. И сите ситуации слични како ова се одговорот би бил од прилика овој. Добро вечер. Повелете. Да. Добро вечер. Ме чуди како не ме интересира гасификација, зелена околина и така. Добро, повелете, извинете. Ало? Да, повелете. Ајде, добро вечер од мене. Добро вечер. Од Скопје се јавам. Затигнам се. Ало? Да, повелете, вклучете се побрзо. Ајде, министерот едно прашање со оглед дека и член на влада се работи за долгот што го имам Македонија пат кон граѓаните за штети што се случуваат од сообраќајни незгоди. Станува збор за многу високи износи кои ги должи Македонија пат кон граѓаните и стојат доста предмети кај извршители кај што се чека плаќањето. Задни години воопшто не се наплатуваат овие долгови од сообраќајните незгоди. Па не се наплаќаат затоа што треба они да плаќаат, иначе и нема решение. Инаку да е ева на да видите или Телеком. Судски долгу за многу високи износи. Да речам конкретно за мене околу 40.000 евра стои ненаплатен долг од Македонија пат. 40.000 евра, па што искршите вие камион? Ало? Па со смртна последица, како со... со смртна последица. Извинете, добро. Жал ми, извинете, повелете. Значи, јас околу овие работи ова гледачу што го кажа. Да го кажам, основниот суд Добро, ама вие сте сега собрани тамо и правите форум, што е добро, мини форум. Еве да ви одговори министерот. Ви благодарам многу, повелете. Значи, бидејќи беше спомнати основниот суд еден, не разбрав дали станува збор за правосилна пресуда. Па што вели извршители, значи тоа е суштината. Предпоставувам, бидејќи она што го спомнавте, дека до извршители дојдена, имаме ситуација да тие средства Македонија пат мора да ги плати. И тука апсолутно немам никаква дилема. Ние ќе изнајдеме средства, бидејќи судството пресудило дека овие луѓе треба да добијаат средства. Не само последниот случај. Ама јас морам да бидам малку злонамерен на одреден начин. Не дај Боже да должиме на некој од овие јавните предпријатија, без глас и без трепет ни симнуваат пари од сметките. Ако Македонија пат има пари, нека им ги симнат парите преку извршители на судски решенија. Бидејќи зборуваме за одлуки на суд, пресуди на суд. И тие не постои шанса тие средства луѓето да не ги наплатат. Без разлика што е државна институција, каква сака нека вие спомнавте. Чека 2 години да добие пари. Значи тие средства мора да ги добијаат. Бидејќи и на крајот не знам до кај со извршителот таму работата, тие средства мора да се ги земат. Тие се нивни средства. Благодарам. Добро вечер уште еднаш.
Имаме уште едно 10-15 минути. Овој граѓански форум на нашите гледачи со министерот Георги Сугаревски. Повелете. Горан, извинете, ја цело време Георги. Горан Сугаревски. Тоа Георги Сугаре. Повелете, добро вечер. Ало, добро вечер. Да. Се јавам од Радожда. Од Радожда? Да. Ајде, повелете. Сакам министерот да го прашам, дали нешто му јасно со колекторот во Радожда? Тоа ќе треба да ги донесеме министриве од екологија, ама ако као член на влада знае, нека каже. Случајно да не му јасно нешто, пошто ова не издржи овоќе. Колектор кај Радожда. Веројатно правен, неправен, уште треба Значи, ова прашање поставете го до телевизијата, јас ќе одговорам директно без разлика дали е во Министерството за транспорт или во Министерството за животна средина. Добро. Значи, еве тоа ќе го симна службите неговиот разговорот на министерот 7 телевизија и оставете некаде да ви се одговори. Оставете на телефон на нашата режија и ќе му ги препратам јас. Добро, контакти ви. Благодарам многу. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Ако сте уморни да завршувам, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Дали сум во програма? Да, во програма сте. Сакал да го прашам министерот. Ало? Да, повелете. Неколку пати го слушам министерот на пресконференција. Да. За градбата на пругава за Бељаковци. И кажува работи кои што мислам дека или погрешно го информираат тие што го информираат, или пак евентуално он нема дојдено тамо да види што се прави. Ајде кажете што се прави да знаеме. Сега ќе ви кажам, пред 4-5 години прошлата влада зема кредит, мислам негде на собрание донесува одлука, знае и министерот беше пратеник, околу 50 милиона евра. Да, 46. Не е лошо да дојде министерот да види што е направено со тие 50 милиона евра. Ништо. Второ, кажуват дека ова пруга Куманово-Бељаковци е во завршна фаза и е дојдена до сигнализација. А јас ви кажувам дека уште трасот на пругата не е пробиена. Така да сега зборат за втора фаза, а Абер нема прва фаза. Како ќе отидат од Бељаковци до Паланка, ако од Куманово до Бељаковци не е направена? Добро, паметно, рационално. Повелете ми. Значи, ако ме слушавте внимателно, не кажав дека е во завршна фаза. Туку кажав дека не завршна фаза, него сме дојдени во напредна фаза, дури поставувате сигнализација. Спомнав рок. На што поставувате сигнализација? Значи, не. Значи, вака. Спомнав рок од 16 до 18 месеци со подпишувањето на анексот меѓу германската фирма и Европската банка. Значи, никаде завршна фаза не кажав. Кажав дека малце поинтензивирано во овој период, меѓутоа бројните проблеми кои што ги има изведувачот со банката не е дозавршен и не кажав во завршна фаза. Туку кажав дека интензивирање ќе има во наредниот период, а не дека е во завршна фаза. Што значи интензивира? Ајде малку значи, да разговараме. Подпишувањето излеземе од оваа лексика на политички. Да. Апсолутно не. Со решавање на сите проблеми кои што се врзани, дали станува збор за она што претходно го кажав, административни проблеми, проблеми со експроприација по сите основи, се отвара можност да се динамизира процесот на активности. Тоа е тоа што го подразбира. Значи, јас никаде не кажав, затоа спомнав рок од 16 до 18 месеци, дека треба првата фаза од таа делница. Ало, министре, Молам. министре, не сте добро, не сте добро упатени или, тој што ви кажува, не ви ја кажува правата информација. Јас ве поканувам да дојдете, заради ваше добро, да погледате од Куманово, па со джип да поминете некаде од прилike до Клечовце, да видите што е завршено. Кажете ми само едно обекче, па им потпатниче да е завршено. Почитуван гледач, вака, јас сум бил на... Патишта пропратни што беа покрај пругата изградени со само допринос, сите не ги уништија. И тука не упропастија пругата, нема да ја направат. Значи, вака, почитуван гледач, сакам ова само да ви го кажем. Дека и добро сум информиран и сум бил неколку пати на увид. Воопшто не зборувам дека е во завршна фаза.
Ако беше во завршна фаза, ќе каже во завршна фаза и ориентирани сме на втората делница. Апсолутно не. Туку кажав рок, еве може емисијата да видите назад, дека спомнав рок од 16 до 18 месеци. Така да апсолутно јас зборував за зголемен прогрес на активности од тој што го зачекавме во моментот кога дојдовме на власт. А далеку од тоа дека е во завршна фаза, никаде тоа не го кажав. Мислам дека не го кажав. Сега, значи, зборуваме за проблеми кои што беа затекнати таму и бараме начин како да се инаку се точни цифрите околу 46 милиони евра. Мислам да пред неколку години бев ја пратеник, думам заем од кога е земен. Проблемот е во изведувачот, е проблемот. Проблемот е во изведувачот, односно во подизведувачот. Затоа што Вибе го зема ара од Тетово за изведувач, а тој нема капацитет да направи локален пат, а вие сте му дали да прави пруга. Па тоа е точно. Тоа јас и од други сум го чул. Тоа е меѓу другото мислам дека постои една генерална политика на недоволна или компромисерска ревизија на ангажираните на наши домашни компании. Без оглед дали е тоа ВМРО-ска, СДСМ-ска, ДУИ и така натаму. Јас секогаш инсистирам на тоа дека ние сме една мала корпорација. И сите вие министри, не можам да разберам дека ако имате задолжен за пругата, дека секој сабајле не треба да ви остави белешка, видов, забележав, ова се слабостите, ова треба да направиме. Тоа е елементарно менаџерско управување, независно од тоа, за вас министрите е политиката. Ја не можам да разберам, например, во Македонија пат, па и во државните патишта, дека дупките треба да плаќаат, велат дека веќе стигнале до 12 до 15 милиони штета за нашите возачи. Па ја мислам дека толку ако се плати штета, то треба да одговара некој за тоа. Затоа што не водел сметка, секој се бајле да помине возило и да види кај се дупките. И после него да помине камион или било што треба да ги закрпи дупките. Не, мислам, не знам точно еве кој дел на не се разбавме со гледачот, значи можеби сум употребил, можеби не, еве точно не можам да кажам, меѓутоа ги спомнав тие 16-18 месеци за доизградба на таа пруга. Јас се ќе направам лично, иако имплементацијата, како што зборувате за патиштата, дека ја прави јавното претпријатие за државни патишта, така овде имплементатор е Македонски железници инфраструктура. Не е директно Министерството за транспорт и врски. Меѓутоа, земам предвид сите сугестии кои што се дадени и она што знам дека низ периодот преговараме и со банката и со фирмата која што функционира, се со цел да направиме убрзување во рок од 16 месеци. Еве вака најдиректно ќе го одговорам ова прашање, биде првата делница од Куманово до Белјаковци завршена. Добро, поштовани гледачи, 22:30. Дали се расположени за уште диалог? Добро вечер. Добро вечер. Слушам некако телефонски контакт, ама недоволно. Добро вечер. Режи, упатете ме дали има или нема. Поминам на едно прашање што веројатно може ќе ги заголица многу повеќе. Рековте дека во владина процедура влегува два проекти, тоа е Закон за урбанизам и Закон за градба. Првата реакција и на екологистите нова дека е тоа нов трик на власта која треба на оден начин да го деблокира мораториумот во центар, што предполагам изградба на овие црковните згради и така натаму, и второ дека и во Карпош е во застој. Се надам дека тие законски проекти не се носат само заради тоа. Или директно ќе ве прашам, има ли некој кој дефинитивно на оваа наша градежна и урбана мафија ќе застане на стопало, не зборам. Се чини дека станува македонски тренд сите перење на парите да се изведе преку градежни операции. Кој може да му дозволи на било кој градежник да изгради оној кинески зид на улицата на 8 септември, кој ги и така скромните ветришта да ги елиминира. И при тоа мислиме дека е тоа ремек дело. И авторот на вели дека е тоа големо дело. Јас живеам во Тафталич, каде што се 1+2, во сред Тафталич. На сите овие што имаат
до 3 спрата право и ми изградија 5 згради со по 8 до 12 спратови. Не зборувам за неравноправност, зборувам за елементарниот дух дека не можеме да си го заштитиме, да си заштитиме човековата околина ако тоа не преземеме мерки во кои спрегата ќе биде прекината. Еднаш ќе биде прекината. Или брутално може да биде соочувањето меѓу тоа што се прави урбанистички, локални власти, мафија, градежна мафија, бизнисмени и така натаму. Сега ова е политичко прашање, но е факт дека ние со тоа се соочуваме. Скопје особено е нападнато на тој план. Вака, прво, околу 3 решенија апсолутно нема никакви. Затоа ние во даден временски период од повеќе од година дена работевме на овие закони. Сега конкретно зборувам за Законот за урбанистичко планирање, кој што е пред владина процедура, значи во моментот е на усогласување со Секретаријатот за законодавство при влада и очекуваме во најбрз временски период да влезе во влада, а потоа во собранието на Република Македонија. Што е тоа новина што може да за овие... Вака, јас ќе кажам само дел, бидејќи во изминатиот период беше изнесен на ЕНЕР, на единствениот национален регистар, беше по сите комори, по градежен факултет, по секаде, за сите засегнати страни во општеството, значи чим го имало на ЕНЕР, секој можел во државата да го види и да даде своји забелешки и мислења околу текстот на законот. Добро. И ќе кажам уште една работа, што е многу битна. И не само за тој закон, туку и за законот за градење кој што е во нацрт фаза и за сите закони кои што произлегуваат. Тоа го докажав и со законот за патен сообраќај и ќе го правам со сите закони да сум во Министерството за транспорт и врски. Бидејќи како пратеник го барав и сега и ценам дека и тоа треба да се случува. А тоа е до последно се што е во интерес на граѓаните и до последно пред носењето на законот да биде прифатено. И затоа ми е целта покрај владата и собранието, меѓу првото и второто читање во собранието, повторно јавна расправа да се направи и сите доколку забелешки има прифатливи се од интерес за граѓаните. Екологистите веднаш реагира дека тие се екологистите за санкционирање на ова што сега се случува. Прво и екологистите и сите можеја да реагираат со забелешки своји дадени уште во август месец кога беше на ЕНЕР. Голем дел на забелешки кои што беа и од фелата и од сите беа прифатени дополнително. Значи имаме дополнителна можност, а тоа е меѓу првото и второто читање пред почнувањето на амандманската расправа во собранието, сите забелешки. Јас еве јавно сите ќе ги поканам да дојдат на јавната расправа, сите забелешки. Јас сум отворен и транспарентен и сакам тоа така и да биде. Се што е во интерес на граѓаните, се ќе биде прифатено. Меѓутоа мораме да ги гледаме сите аспекти ние. И во делот на животната средина која што ја спомнавте, и во делот на стопанскиот развој, сите да бидат аспекти опфатени при носењето на закон. Не се, господине Чомовски, овие закони. 27 пати е законот за градење во изминатиот период. Да. И сметам дека ние за 9 години 25 пати. Тоа беше нешто за кое што во тоа време ја и пратеник бев кога се менуваше, сум реагирал и сега сакам еден добар текст на закон да направиме, од кој што во идеален закон не постои. Меѓутоа, и во делот на заштита на животната средина да биде опфатено, и во делот на стопанскиот развој, значи за еден балансирани закони кои што ќе на бараме начин најголем дел на општеството биде задоволен. Така да, пак ќе потенцирам. Значи не сакам во јавноста да биде поинаку сватено. Делот на урбанистичкото планирање, законското решение го носи Министерството, но спроведувач, имплементатор на генералните планови, на деталните урбанистички планови е се општините. Добро, ама надзор врз тие акти припаѓа на министрите и на власт. Јас тоа ви го зборувам. Да. Министерството дава согласност на деталните планови, дали е во согласност со ГУПот, со генералниот урбанистички план и дали сите дозволи од овластени министерства се добијани. Дали е прво во согласност со ГУПот, што е предвидено таму. Еве во моментот имате во општина Центар се ревидираат деталните планови, во општина Карпош имаме ситуација каде што Уставниот суд укина одредени планови. Како што се информира со градоначалникот, се работи на измена на тие планови и со едниот градоначалник и со другиот, така да тоа мора да биде во соработка, затоа што крајно деталните планови ги носат советите на општините. Министерството дава согласност. Тоа е клучното. Значи ја не сакам вие можете да правите многу јавни настани, јавни дебати и така натаму, но е факт. Дали е претходно, и претходните ваши власти. Јавните дебати за деталните урбанистички планови поминуваа на мизерен начин. Или тутма народ на 20 квадрати 200 души испотени,
или на Пондокни и 31 декември, како што претходникот во Карпош тоа го правеше, или кнува другиот ден цели згради изградурени. Чувството на одговорност, ваша и наша, е кон околината и кон пропорцијата меѓу култивираноста на живеењето, еколошките стандарди и така натаму. Не можам да разберам дека се мораме да претвориме во бетон. Ништо не претвараме во зеленило и во култивираност на развој. Значи, тоа тук му сакав да кажам. Значи, прво, делот на носењето на закони не подразбира само носење на закони толку. Значи, врз база на тој закон се носат подзаконски акти, правилници врз база на кои што се регулира сето ова кое што вие сега ми го зборувате. Значи, јас ако сум имал било каква тенденција за носење на такви закони, ние сме година и пол, тоа сме можеле во првите 6 месеци да. Ние нема да носиме закони кои што се врзани со поединци за двајца или за 5. Интересот е на државата и интересот е на граѓаните. Тоа ми е клучното, инаку ние ништо нас, ако ни била тенденцијата таа не коштало во првите 6 месеци, двата закони да ги донесеме таму или да искористиме како тие што правеа во времето опозицијата надвор, па дајте сега да внесеме закон во скратена постапка да го донесеме. Не ми е целта таа. Целта ми е да дебатирам и со опозиција, и со јавност, и да прифатам аргументи. Таа ми е целта, бидејќи јас сум предлагач на законот. И општини, и граѓани, и екологисти, се. И на крајот, пак ќе кажам, идеални закон нема, меѓутоа подзаконските акти кои што се носат понатаму, овозможуваат да сите овие работи кои што вие ги спомнавте бидат регулирани. Дали има уште гледачи? Ало. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до министерот. Поздрав. Се јавам од Битола, обично туристичките работници во битолскиот, преспански охридски одел, жалат дека туристите не можат да бидат да го посетат Пелистер или преспански одел или охридски одел, посебно зборам за грчките туристи кои што доаѓаат во поголем број, па и албанските што доаѓаат преку Охрид, затоа што немаме добра инфраструктура. Прашањето до министерот, кога ќе се направи пат до Пелистер, за да може туристички автобус нормално да се качи? Второто прашање ми е патот Меджитлија-Битола. За разлика од пругата, патот Меджитлија-Битола е во многу лоше состојба. Ако се знае дека автопатот до Ники грците го направија до сама гранична линија. Друго прашање ми е, веројатно министерот знае пошто тој дел, дека делот кон Мариово, значи од Маково кон Костурница, еден од најживописните делови е доста и упропастен, а го користат, ако некогаш дошол натаму, многу голем број на туристи со джипови, дури од Русија доаѓаат да го видат, се воодушевени од Франција, од Србија. И последното прашање ми е како од Битола до Апостол Павле да се стигне за побрзо од еден сат, кога сега во овие услови се патува негде најмалце сат и пол до 2. Добро, и благодарам многу, поздрав до министерот и до вас. Благодарам, мислам дека и на место ви беа прашањата, сакам да кажам дека ние ни и другите прашања беа на место, не само сите, значи овие прашања сега бидејќи беа неколку, затоа кажам ви беа на место. Како се разбира и за другите гледачи, бидејќи тоа е нешто кое што ги засегнува. Прво, ние на дело покажавме во овие година дена дека сериозно бевме и посветени на Битола, тоа можете да го видите и со влезот, тоа можете да го видите и со обиколницата, она што го спомнав од Крклино до бензинската пумпа до Лукойл, тоа можете и го знаете добро дека и Битола Новац и патот беше реконструиран. Сега, клучното прашање кое што го поставивте овде е делот до Меджитлија до граничниот премин. Значи таму реконструкција е предвидена на постоечкиот пат и нов експресен пат од Битола до Меджитлија. И тоа се работи на проектирање, значи тоа ќе биде и автопатско поврзување од Прилеп до Битола, дополнително експресен пат од Битола до Меджитлија и реконструкција на постоечкиот пат како еден дел, односно како сервисен пат. Кога? И тука, Кога? Да не биде тоа... Не, значи зборуваме за овој период, за оваа година, од почнување на сите активности, не по 5 или 10 години, мислам. Не, инаку затоа немаше ни, ако сметав дека треба да калкулирам со одговор, немаше можеби вака да го дадам. Меѓутоа, во главните приоритети, тоа и често пати го разговараме со директорот на јавното претпријатие за државни патишта и ме интересира бидејќи ова што гледачот го потенцира, стварно е важно, исклучително е важно, посебно во делот и на туристите кои што доаѓаат од таму. Во делот на патот треба да разговарам со градоначалничката на Битола до Пелистер,
Бидејќи, пак ќе кажам, нашата проценка низ овие средства кои што ги бараме од Светска банка и од Европска инвестициона банка во другиот дел на комунална инфраструктура се да секаде каде што општините не можат, државата влезе и помогни и тоа да биде во еден брз период од 2,5 години до 3, со цел да сите овие проблеми за кои што гледачите вечерва се јавуваат тука и со право реагираат нормално, да навистина овие во 2-3 години работи ги. Ако одиме, господине Чомовски, со ваква динамика, на ова како што беше ланската, јас тврдам дека најголем дел на патната инфраструктура ќе биде завршена во овие 2 до 3 години, комплетно, со ваква посветеност, со делување на средства, и на тој начин се разбира навистина во голема мера ја подобриме патната инфраструктура, нешто за кое што изминативе 20 и повеќе години се зборувало, тоа го направиме и Македонија како членка на НАТО, се разбира како членка на Европската унија, навистина парира во делот на патната инфраструктура. Јас го разбирам делот и за Пелистер, бидејќи станува збори за туристичко место, многу исклучително важно, за да заживее мора да има добра патна инфраструктура, се со цел да туристите се разбира можат да пристигнат на безбеден и брз начин таму. 22:45 минути скоро. Со нашиот последен гледач и ќе се одјавуваме во денешниот ТВ дуел на министерот со нашите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Ако нема, имам разбирање, време е за легнување, за добар сон пред утрешните работни обврски. Господине министре, ви благодарам. Одговоривте детално и на моите прашања и на гледачите, тоа што тие ги интересира. Уште еднаш прашувам, и влеготе во трага на парите од кинеските кредити? Значи, ќе потенцирам за сите постапки кои што се разбира ги води специјалното јавно обвинителство и нормално и сите постапки кои што евентуално би ги водело се разбира другото обвинителство. Се што е како документација побарана од Министерството на транспорт и врски, се што е побарано од јавното предпријатие за државни патишта е доставено до тие органи. Органите за прогон тие вршат таа работа. Не можеме ние како извршна власт да се ставиме во делот на тоа суди и да осудуваме некого. Треба да се докаже вината, тие ги имаат комплетната документација, ги имаат бомбите од претходниот период, врз база на тоа може да утврдат дали постои или не постои вина за Нема фирма кинеска особена, нема ни друга фирма која ќе ви каже да ние дававме мито. Значи, как ќе влеземе во Господине Чомовски, ќе ви кажам една работа. Јас сум спремен за тоа и ова го сакам вечерва вие што го направивте, да по сите основи со гледачите во Република Македонија се ставам и одговарам најтранспарентно, најискрено и да одговорам директно. Дали се однесува во делот на рамката на политичка, дали во делот се однесува на ресорот кој што го предводам, во делот на владата, да се соочам и во делот на евентуални криминали, зборувам и за овој период, дали постојат или не постојат, одредени тврдења ги во секоја прилика кога имам ги повикувам и пратениците, и државни ревизии, и јавни обвинителства, и едното, другото и третото и суди да го проверат нашето работи. Само на тој начин, еви антикорупцијска комисија се за брзо денеска е донесен законот за антикорупцијска, значи брзо ќе имаме и антикорупцијска комисија да работат на база на испитување на сите овие наводи евентуално кои што би излегле во периодот или ги имало наназад. На тој начин сметам дека ние ќе изнајдеме начин како да веруваме или не веруваме на функционерите. Јас не велам дека се она што сум го кажал, дека бидејќи станува збор за патна железничка инфраструктура, дека ќе биде, меѓутоа мора да се почитува соодветен рок кој што се кажал дека тоа ќе биде исполнето. Сега зборувам во вториот дел и на тој начин сметам дека само на тој начин ние ќе бидеме транспарентни политичари, врз база на кој што во наредниот период граѓаните ќе ни веруваат или нема да веруваат. На крајот, кога ќе се сведи сето, има избори на кои што граѓаните или наградуваат или казнуваат. Добро, јас навошто не ви поставив едно прашање, бидејќи тоа ќе беше централно за нашите гледачи. Заев ќе биде претседателски кандидат? Значи, мислам дека во неколку наврати имате слушнато изјавата на претседателот Заев дека нема да биде претседателски кандидат и тоа во неколку наврати го има повторено. Во наредниот период очекуваме да се отвори постапката во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Јас тврдам дека СДСМ ќе има најдобар кандидат на овие избори и ќе победиме на претседателските избори. Тоа значи дека СДСМ ќе има свој кандидат или ќе биде консенсуален со коалицијата? Дали прв пат ќе ни се случи предизборна формална коалиција со претседателски кандидат? Значи, отворената можност, која што и неколку пати претседателот на партијата ја спомна и премиерот, дека постои огромна можност тоа да се случи. Меѓутоа, во наредни денови ќе отпочнат преговори се со цел да
за евентуалната можност за консензуален кандидат за председател. Денове се прошири дека заев во Германија на лекарски прегледи, што е важно за еден премиер да се знае во Македонија. Как се вашите информации? Тотално неточно. Благодарам. Поштувани гледачи, тоа беше Горан Сугаревски, министер за транспорт, урбанизам, сообраќај и така натаму. Добивте одговори во прилично расширена палета на области. Се разбира, не можеме да одговориме на се, нити да прашаме се, но 2 часа тој беше препуштен на граѓанскиот форум на диалог со гледачите на 1 ТВ. Ви благодарам уште еднаш, пријатна вечер. Благодарам за поканата. И со утрешните наши спортски прегледи, а од понеделник исто така со отворените дебати.